Расте бројката на пациенти заболени од рак на дојка. Последните податоци покажуваат дека секоја година бројките на жени помлади од 50 години се зголемува за 1% на годишно и светско ниво. Од тука здруженијата во Македонија алармираат за поголема свесност кај жените за редовни прегледи, но и подобрување на условите во здравствениот систем. Пациентките кои се борат со опасната болест бараат проширување на позитивната листа на лекови за да може терапијата да им биде достапна на сите и нови протоколи на онкологија со цел не само да им се олесни на пациентите, туку и на лекарите. На нашата листа на барања, која што веќе беше доставена до Министерството, првото место го завземаат лековите, односно промената на позитивната листа, нешто што го зборуваме со години. Онкологот Гордана Петковска посочи на преоптереноста на клиниката, но и покрај тоа ниту еден пациент не бил вратен или ставен на листа за чекање. Таа го посочи и проблемот со регистарот на пациенти во Македонија на кој се работи во моментов и кој во иднина треба да ја покаже статистичката состојба на заболените од канцер во Македонија. Заради тој регистар на рак, кој што се уште е во некој зародиш и кој што се уште не може да не ги даде оние бројки точни какви што сакаме. И председателката на Македонија Гордана Силјановска Давкова денес им даде поддршка на пациентите со рак на дојка на настанот организиран од Здруженијето Хемо-онко во градскиот парк. Како ќе ги поддржувам сега мирно, ама во иднина може и радикално на протест. И во организација на Министерството за здравство се одвива национална кампања под мотото Октомвриски розов караван. Превенцијата е најдобра заштита. Ваквата кампања има за цел да ја подигне свеста за рана превенција и откривање на рак на дојка. Од Институтот за радиологија апелираат сите жени над 40 години, без разлика на симптомите, да одат на редовни контроли. Првиот да прават само преглед секој месец после 7-миот ден од циклусот ако менструираат, ако не менструираат во еден одреден ден од месецот и без разлика дали имаат тврдина или не, сепак тие треба да направат базична мамографија. Ракот на дојката е втора почестота причина за смрт од заболувања кај жените. Благодарение на развојот на науката и здравствените системи во светско ниво, бројката на смртни случаи на годишно ниво во светот е намалена за 40%.